Дека ниедно дете не го поимаме како индивидуален или засебен концепт, за разлика од пристапот кај возрастните. Кога станува збор за здравието, особено менталното здравие кај децата, тоа дете ние секогаш го гледаме во сепкупниот контекст на неговото битисување, тоа представува неговото семејство, училиштето, социјалниот и широкиот општествено социјален. Ова е многу битно да се нагласи заради тоа што кога настануваат некакви проблеми, некаква симптоматологија или развој, секогаш треба да бидат сензибилизирани родителите и возрастните сигнификантни од неговата околина кои што практично учествуваат во формирањето на таквото ментално здравје. И кога ние зборуваме за менталното здравје кај деца и кај адолесценти, како една психосоцијална благосостојба, треба да имаме во предвид дека тоа не е само отсуство на некакви психолошки симптоми или заболувања, туку тоа представува една севкупна категорија на добар и квалитетен живот и да не заборавиме дека врз неа имаат најголем ефект сите елементи од севкупното живење. Тоа се социјалните, економските, емоционалните и пошироките влијание на целата физичка средина. Оти дефолтот е тој, ако го оставиме денешното дете дома, стандардот е дека ќе биде цело време со телефонот. И сега прашувам обратно. Колку време е одвоено, колку часа е одвоено. И ретко кога во медицината, во историјата на медицината, ретко кога имаме со еден корен толку многу проблеми. А тоа е таа поврзаност со игричките, со дали од телефон, дали од таблет, дали од компјутер, ретко кога имаме еден корен на толку многу проблеми. Прво, ќе почнем со телесниот момент. Тоа ги тера децата со саати да седат. Значи, почнувам од како ставаат телесна тежина. Не може дете кое што јаде храна, макар и нормална, да не е грицки, мицки, се што влегува нели за едно стандардно, вообичаено јадење на деца, и да ги нема нив нормална храна да јаде под наводници, што и да е нормално, а само да е залепено за телефонот, тоа ќе почне да се поправа. Тоа е првата последица е таа од зависноста од телефоните, од уредите. Втората последица е дека постепено доаѓа до нарушување на метаболните процеси. Еве тука сум пишал за патолошките состојби кај младите, зборува и со говорниците, воопшто и ги гледаме секаде околу нас, но што да правиме? И јас треба да зборувам за духовно здравје кај младите, кај децата, како да зборуваме за духовно здравје кај младиот човек, ако родителите не водат духовен живот. Ако не се стремат кон духовност. А човек кој што не се стреми кон духовност и живее само како психосоматска целина, телесно и душевно, без да бара заедница со Духот Божи, со животворниот Дух Божи кој што оживува. Неминовно, тоа е пинг-понг помеѓу душата и телото. Болестите од душата се рефлектираат на телото, оние на телото се рефлектираат на душата, се додека човек не се распадне или не се шекне. Потполно. Но само во заедница со Бог